Помеѓу одложувањето на Брекзит и чекањето на датум за преговори со ЕУ, на само една година од посетата на британската премиерка Тереза Меј, во земјата пристигна член на британското кралско семејство, принц Едвард, грофот од Васекс. Големо задоволство ми е да бидам пак во земјава. Не ми се верува дека мина толку време откако последен пат бев тука. Морам да кажам дека не изгледа како да поминало толку многу време. Храброст и правилна политичка волја со која може да се постигне голем напредок е пораката што минатата година ја упати Тереза Меј, чија посета беше во екот на решавањето на спорот со Грција. Пристигнувањето на принцот Едвард пак се толкува како потврда за одлично воспоставените односи меѓу двете земји. Минатата година прославивме 25 четврт век од воспоставувањето на дипломатските односи. Многу ни се блиски визиите, иако сме многу различни земји, се разбира, и по големина, и по географија. Па и по правец, ние сакаме во ЕУ, тие сакаат, или можеби не сакаат, вон ЕУ. Меѓутоа, една посета, што е уште една потврда, дека македонската приказна се шири. Во присуство на представници на невладините организации и новинари, представникот на британското кралско семејство се интересираше за проектите за почисто, помодерно и поурбано Скопје. Ова треба да го доживееме само како продолжување на добрите билатерални односи воопшто со земјата Велика Британија, која инсистира на тоа да го задржи своето присуство на поддржувач земја, поддржувач на развојот на сите земји од Западен Балкан. Во неколку наврати тоа го имаат покажано многумина и владини представници, и јас сум правела неколку интервјуа со владини представници кои инсистираат и покрај тоа што земјата излегува од Европската унија, тие сакаат да го поддржат развојот на земјите во Западен Балкан и нивната аспирација да се зачленат во Европската унија, сметајќи дека секој треба да ја следи својата желба. Акцентот на дводневните средби се фокусира на областите во кои Британија и пружа поддршка на Северна Македонија во просперитетот, стабилноста и можностите кои ќе ги имаат идните генерации. Принцот Едвард претходно ја посети Словенија, а денес по Северна Македонија ќе отпатува и во Хрватска.